На ниво на Македонија, извршителите во текот на 2015 година од граѓани и фирми не платиле вкупно 107 милиони евра. Тоа значи дека просечно се наплатуваат или извршуваат близу 10 милиони евра месечно. Според годишниот извештај на Комората на извршители на Македонија, лани имало вкупно 154.522 барања за наплата со извршување, а постапката била успешно завршена кај 52.439 случаи, односно кај 33,95%. Според извештајот, најмногу пари биле наплатени во Скопје, нешто над 59 милиони евра, а најмалку во Кочани, Берово, Виница и во Делчево. Во сите 4 града заедно нешто под 2 милиони евра. Поголемиот дел од должниците биле фирми, а значително помал граѓани. Според најнови податоци на Народната банка кои се однесуваат на март годинава, бројот на фирми и граѓани со блокирани сметки достигнал 120.533. Од нив 77.035 се физички лица, а 43.498 се правни лица. Вкупниот број на блокирани сметки за една година се зголемил за 3.240. Правилата од новиот закон наместо од 20 август ќе почнат да се применуваат од 1 јануари 2017 година. Одложувањето е на барање на компаниите кои обезбедуваат комунални услуги поради внатрешно усогласување на нивните правилници, а токму сметките за струја, вода, телефон, за останати рати за кредити се меѓу нечестите предмети на извршителите. Новите правила треба да го омекнат односот на извршителите кон должниците, предвидуваат засилена контрола на нивното работење, писмена опомена пред принудна наплата, во судска постапка за комунални сметки, кратење на роковите за продажба на недвижностите. Освен тоа, за останатите сметки за комунали, струја, вода, парно, телефон, кабелска, нема да одат на нотар или на суд како и досега, туку директно кај извршител за да се избегнат дополнителните трошоци.